Flickr е еден од најпознатите сервиси за споделување фотографии. Регистрираните корисници можат да поставуваат слики, да ги организираат во албуми, да ги обработуваат и слично, додека ненајавените посетители можат да пребаруваат низ големата архива и да ги употребуваат избраните дела за своји потреби според условите на нивните креатори. Пристапете на веб-сајтот преку адресата flickr.com. За да го користите сервисот за поставување на ваши слики, најпрво треба да се најавите со избирање на опцијата Sign In. Доколку немате корисничка сметка на сервисот, изберете опцијата Sign Up, а потоа опцијата Create New Account. Откако ќе ги пополните податоците што се бараат за создавање нова сметка, кликнете Create My Account. Со тоа создадовте бесплатна сметка за користење на Flickr, која ќе ви овозможи да поставувате 2 видеа и фотографии кои ќе зафаќаат вкупно 300 мегабајти месечно секој календарски месец. Ова е сосема доволно за вообичаена примена на сервисот. За да поставите фотографии на Flickr, изберете ја опцијата Upload. Потоа, едноставно повлечете ги фотографиите или видеото кои сакате да ги поставите на сервисот или изберете ја опцијата Choose Photos and Videos to Upload. Пронајдете ги фотографиите кои сакате да ги поставите и направете го изборот со означување на саканите фотографии, а потоа кликнете Open. Отстранете некоја која сте ја означиле погрешка и се нашла во листата на чекање со клик на опцијата X во горниот десен агол од фотографијата или додадете некоја што сте ја испуштиле со кликнување на опцијата Add. Потоа, изберете ги сликите кои сакате да ги уредувате и пристапете кон пополнување на полињата од левата страна. Со кликнување на опцијата Add a Title можете да додадете еден ист наслов на сите избрани слики. Потоа, во следното поле Add a Description можете да го додадете описот на фотографиите. Например, доколку фотографиите се од економскиот самит во Швајцарија, тој опис впишете го во полето за опис. Следно, додадете тагови со опцијата Add Tags. Таговите се клучните зборови кои ќе овозможат полесно пребарување и категоризирање на сликите. Опцијата Add People ви овозможува да ги означите личностите кои се наоѓаат на фотографиите, па така, таговите можат да бидат по име или по имейл. Следно, додадете ги фотографиите во албуми, односно во сетови, со што ќе создадете засебен сет за секоја збирка фотографии од одреден настан. Доколку претходно немате создадено сет, изберете ја опцијата Create a New Set, а потоа во полето Set Title напишете го насловот на сетот, а во делот Set Description напишете краток опис на сетот и изберете Create Set. Фотографиите може да ги додавате во повеќе сетови истовремено со едноставно обележување на сетовите во кои сакате да ги додадете. Штом завршите, кликнете ја опцијата Done. Доколку сте членови на некоја група на сервисот, со следната опција Add to Groups, избраните фотографии можете да ги објавите во групата. Следни се податоците за сопственичките поставки и тука може да се направи избор на лиценцата, поставките за приватност, односно дали фотографиите ќе бидат јавно достапни и пребарливи или приватни, како и да додадете филтри за содржината, да го одредите нивото на безбедност, односно безбедна содржина соодветна за глобална широка публика, умерена содржина, доколку не сте сигурни дали вашата содржина е соодветна за предпоширока публика, забранета, односно содржина која не треба да биде видена од деца, и да го одредите типот на содржина – фотографија, скриншот или уметност илустрација. Штом завршите, кликнете на опцијата Upload Photos, а потоа Upload to PhotoStream и со тоа вашите слики се поставени на сервисот. Со избирање на опцијата Organize од паѓачкото меню U, ви се отвара прозорец за групно уредување на повеќе фотографии или цел сет одеднаш. Едноставно, на работната површина повлечете ги фотографиите на кои сакате да нанесете измени. Со помош на првото меню, Edit Photos, можете да го менувате насловот, таговите, описот на фотографиите, да ги ротирате, но и да ги избришете. Со помош на второто меню, Permissions, може да уредувате кој може да ги гледа вашите фотографии, да коментира и да тагнува,
да ја смените лиценцата, да одредите безбедносен филтер и вид на содржина, како и да дозволите да се прикажат или да не се прикажат при јавно пребарување. Во следното јазиче, Edit Dates, можете да го промените датумот на сите слики во ист ден или да го промените времето. Потоа, можете да додавате луѓе, тагови, да ги додавате во нов или во постоечки сет, да ги поставите во одредена група или последно да ја менувате локацијата на фотографиите и да ги додавате на мапата. Доколку пак го изберете менуто Sets, а потоа со двоен клик изберете еден од сетовите кои сакате да го уредите, можете да го менувате насловот и описот на сетот, но и да правите некои подетални измени, како на пример, од менуто Arrange да го менувате редоследот на сликите во сетот, според датумот кога се фотографирани, поставени, по алфабетски редослед, случаен редослед или по сосема спротивен редослед од тековниот. Во следното мени, Batch Edit, можете да ги направите работите кои претходно ги споменавме, како што е додавање наслови, тагови, опис, ротирање, додавање слики во други сетови и слично. И секако, последна опција е опцијата за бришење на сетот. Опциите претходно дискутирани ви се достапни за секоја фотографија засебно. Доколку се вратите на вашиот зид од фотографии и изберете некоја од вашите фотографии, од паѓачкото мени Actions може да пристапите до истите опции за уредување, но овој пат измените ќе се однесуваат само на избраната фотографија. До менуто Actions се наоѓаат копчињата за споделување преку имејл и социјалните мрежи, Facebook и Twitter, како и паѓачкото мени Share, од каде фотографијата може да ја споделите и на Pinterest и на Tumblr, како и да го земете линкот до фотографијата. Последната опција, Grab the HTML BB Code, ви овозможува да го ископирате кодот до вашата фотографија и истата да ја вградите во вашиот веб напис. При тоа, можете да ги изберете димензиите во кои сакате да ја поставите сликата од паѓачкото мени со веќе предодредени големини. Оваа постапка за споделување фотографии од Flickr на вашиот блог можете да ја применувате за оние фотографии кои вие сте ги поставиле и за фотографиите кои ги објавиле други корисници, но се заштитени со Creative Commons лиценца. Споделувањето на сет со фотографии се одвива на истиот начин. Доколку пишувате вест за чија цел би користеле цел сет со фотографии на Flickr, корисна опција е можноста за вградување слайд-шоу во неа. На овој начин може да ги вметнете сите фотографии во еден пост, без притоа да се грижите за неговата должина, која би била проблем при поставување на сите слики редоследно. Вашите сетови ви се достапни преку опцијата Sets од паѓачкото мени U. Откако ќе кликнете на саканиот сет, во горниот десен агол одберете слайд-шоу. Во отвореното слайд-шоу одберете Share и потоа ископирайте го кодот под полето Grab the Embed HTML. Доколку ја кликнете опцијата Customize this HTML, ви се отвора дополнителен прозорец каде може да ја одредите големината на сетот, мал, среден, голем или супер голем, а во делот Or Enter a Custom Size може да ги одредите димензиите кои вам ви се потребни. При тоа, имате можност да преглед на вашиот избор, односно штом ги нанесете измените, гледате како тоа изгледа. На крај, штом завршите, копирајте го кодот од полето Copy and Paste this HTML into your web page и поставете го во вашиот напис. За крај, предноста од ваквиот начин на објавување е во тоа што вашите лични фотографии нема да зафаќаат веб простор на вашиот вебсайт, туку истите ќе се вчитуваат од вашиот Flickr профил. Доколку ви е потребен повеќе простор за складирање на фотографии и видео, тогаш размислете за платена сметка на Flickr, на која можете да поставувате неограничен број фотографии.